тензии на Косово, силни гранатирања од руска страна врз големи украински градови утрово. Доволен повод за разговор со универзитетскиот професор и безбедносен аналитичар Методи Хаџијанев. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телно. Добро утро, добро ме најдов. Би сакал да ве замолам прво да ја проанализирате состојбата во Косово, бидејќи сме непосредно во соседството, а таму со денови, односно со месеци назад е напнато и наспроти сите очекувања дека март, крај или април, односно пролетта ќе донесе можеби и конечен договор меѓу Приштина и Белград, базиран на претходниот Бриселски договор. Таму ситуацијата се одвива во спротивна насока. Некако и не допираат меѓународните апели, односно не успева ниту Брисел, ниту Вашингтон засега да ги стиша Белград и особено Приштина, би рекол. Зошто Курти толку им пркоси на своите стратешки партнери, без кои Косово немаше да успее да е она што е денес? Има две причини според кои можеме да ги разгледаме, или две стојалишта. Првото е дека Курти игра на картата на тоа дека сите во последно време, оние кои што успеале да опстојат преку позиција на сила и цврсто барање на ставовите, можат да издржат. Земете го примерот со, да кажеме, Сирија, Иран на некој начин, она што Русија го прави, така натаму, и тоа е наверојатно таа преценета негова позиција во однос на сето тоа, која што е поддржана и со големите корупцијски скандали кои што ги има направено, за кои што всушност и најверојатно сака да го стави акцентот на национализам со цел да може да задржи позицијата и да некако го избалансира сето тоа. Во исто време мислам дека ова е погубна позиција затоа што историски се покажало дека на Балканот сите оние лидери кои што воделе ваква политика или се обидувале да разрешат било какви конфликтни прашања, спорни прашања, завршиле кобно затоа што од почетокот кога ги добиле условите, кои што биле најповолни, завршиле со најмалку поволни услови. Земете од почетокот 90-тите години на Југославија, кога беа понудите да влезе цела Југославија во Европската заедница, тогаш и така натаму, завршуваат со најмалку посекуваната сценарио. И втората опција е дека едноставно тој мисли дека ќе го искористи вакуумот кој што сега е фокусот е на Кина и на Русија со цел да добие подобри позиции и да всушност го одврати она што Белград сака да го постигне. И на другата страна е иста приказната, значи пред се тоа е проекција за следните избори во Белград, тоа е проекција за тоа кој у суштина ќе биде спасител на Косово и дали Косово ќе го дадат. И покрај тоа што сите знаат и веќе во Белград на големо се зборува дека србите и нема што да бараат на Косово затоа што се им е загубено таму. Ако погледнете сега во перспектива, тоа значи дека тие земете на пример, прашајте ги дали они би се согласиле тогаш како такви да им дадат статус на еднаков статус на граѓани на Косовари, ако сметаат дека Косово е се уште српско, на пример, зашто не ги признаваат и таблиците и така натаму, значи имате еден куп конфликтни ситуации или нејасни ситуации кои што се дел на манипулација на водствата на двете држави, а се во насока да зачуваат некои нивни лични интереси и доминација, да кажеме, во политичкиот свет. Меѓутоа во услови кога се води војна и тоа силна во срцето на Европа во Украина, тоа и одзема енергија и внимание на меѓународната заедница која не може да губи да троши нерви и време со Белград и Приштина во однос на првата теза како можна ниту Косово е Сирија, ниту Курти е Асад, за да покажува мускули и пркоси како што тоа го правеле некои други личности во историјата. Рековте дека можеби се поведува по тоа Курти, затоа што јасно е таму дека меѓународната заедница може веднаш да воведе санкции, не само лични кон косовскиот лидершип, туку и генерално кон таа нова држава. И тоа би било погубно. Тие веќе почнаа, и сега тоа сериозно ги раздумуваме. Така што јасно е дека таму таа опција не може да игра. Јасно е, затоа и реков, значи малку е промашена таа тактика, ако е точна таа теза. Втората теза е дека едноставно тој сега се држи како давеник за сламка, бидејќи опозицијата му е осоколена и смета дека тој има доста значи воведе еден автократен, да кажеме, систем, многу сличен на Белград, во кој што опозицијата
смета дека се прекршени голем број на процедури за внатрешните динамики во Косово и така натаму и така натаму. И мислам дека добро забележавте, малку имаат изгубено чувство за осет или за чувство за свест за ситуацијата околу себе, каде се и колку може да бидат. И пораките првични кои што беа, да кажеме, значи исклучувањето на косовските сили од вежбите и така натаму, имаат голем символизам, посебно кај косоварското население кој што ја гледа го гледа својот пат во овие евроинтеграции и кој што нели сонува за таа евроинтеграција. Така да мислам дека пак ќе се вратам на онаа теза, тоа е дека секогаш ќе завршат во многу полоша позиција од она што претходно го имале, бидејќи кога ги слушате сега и двата лидери, они ги даваат само својата страна од вистината. Например, кога Курти говори дека нели се договориле за избори или дека имале фери демократски избори, точно е дека Западот призна дека имале фери демократски избори, ама точно е дека му рече да ги прави тие. Точно дека му кажа не ги прави избори. Значи едно е, значи вие сега кажувате дека имате пример, јас секогаш тоа го велам со студентите, едно е да кажете дека имате 5 кила овошје, а друго е да кажете дека 2 кила се мушмули, 3 кила се портокали. Во суштина ви давате малце поизвртена или извитуперена вистина. Професоре, наспроти очекувањата на меѓународната заедница дека можеби Белград ќе биде тој што ќе пркоси на тој германско-француски предлог за конечно помирување помеѓу Белград и Приштина, се случи обратното. Од Приштина доаѓа поголем пркос, односно на некој начин минирање на таа стабилност на Балканот, која е многу важна во услови кога геостратешката ситуација е таква каква што е. И сега најновите случувања се ете Лајчак наитни преговори, разговори, договори со Вашингтон како да се смири ситуацијата. Брисел ги повикува двајцата лидери во седиштето на Европската унија на разговор без предуслови, диалогот да продолжи по секоја цена. Од друга страна Вучич вели немам што да преговарам со Курти додека не бидат ослободени сите заробени Срби на северот на Косово. Курти за возврат бара ослободување на косовските специјалци кои ја минале границата и се создава на некој начин некаков лавиринт од кој не се гледа како би се излегло од оваа ситуација за да се избегнат дополнителни тензии. Очекувате дека дополнително ќе ескалира ситуацијата во наредниот период или деескалација брза? Деескалација брза нема да има, значи они ќе играат сега се до оној момент додека западните политичари не ги погледат црвените линии и додека не почнат да го стеснуваат тој простор во кој што они сега маневрираат. Мора да кажам тука да подличам дека треба да признаеме дека Вучич маестрално малце одигра во смисла на тоа што остави сега Косово да ги влече потезите, а тој да реагира или да реактивно да го прави тоа, додека на домашен план успешно балансира со или кокетирањето во кое што внимавајте ја доведе опозицијата која што беше проевропска, ја стави во функција да биде антиевропска, да го брани Косово, бидејќи успешно одигра на домашен план, знаеше да ги погледа кои се центрите на гравитација и како да ги активира тие центри на гравитација за да го победи тој национализам или да го тргне таа перцепција од себе дека он е тој кој што навива за национализам, а на меѓународен план, односно со Косово, значи да ги постави така работиве да игра сега внимателно или да оди по работ на овој како се вика на она да падне во амбис или пак да преживее. И сега треба да видиме, меѓутоа мора да кажам дека овој простор ќе им се скрати многу брзо. Особено заради тоа што ситуацијата во Украина не е како што се очекуваше. Ситуацијата со Кина може да се жешти, затоа што таму сега ситуациите се менуваат во Тајван. И сето тоа всушност може да биде едноставно да дојдат и да кажат ова е следното решение и мора да земете или оставете. И тоа ќе биде. Тоа ве прашувам, зошто во такви услови кога светот врие, меѓународните дипломати, тие големи дипломати од Брисел и во Вашингтон дозволуваат, односно се толку флексибилни во однос на прашањето на Белград и Косово? Не се флексибилни, мора да признаеме дека во последните 20 години, дали му се свигало или не, овде доаѓаат low-level политичари, low-level дипломати кои што ги гледаме прво. Гледајте како го загубија текот на евроатлантските интеграции. Земете, јас некни зборував со пријатели некој, вие земете на пример визибилитите, значи видливоста на Европската унија во Македонија
Македонија исчезна. Земете, не е Скопје Македонија, тоа е проблемот. Идете во другите градови ќе ги видите катчињата на Европска унија не постојат. Сето тоа е крах на таа, да кажеме, на тој дипломатски кор кој што е овде, кој што за жал се води некако стихино и се прелеа или се стопи со она, да кажеме, какофонија на Европската унија и она фатик што го велат или заспаност. Наспроти таа пропустливост и слабост на Европската унија, Вашингтон е цврст и Габриел Ескобар не е лоу-левел политичар, а тој неколку пати дојде во регионот и сега скоро беше и во Приштина и во Белград. Тоа го велам, значи они сега ќе дадат прво ќе ги дадат овие препораки и после тоа ќе испорачат решение кое што може да биде најмалку прифатливо и за едните и за другите доколку не ги прифатат условите на кои што на еден или на друг начин се договориле дека ќе ги прифатат. Бидејќи не можеме да глумиме сега дека не знаеме, тие седеа на преговарачка маса, имаа пресконференции во кои на еден или на друг начин кажаа дека горе-долу се договориле за таа рамка за која што Западот инсистира сега. Сега вие не можете ни да ги лажете, знаете, тоа можете да го продавате на Балканот, да си играте со такви приказни, да имате нечестност и та. Кај нив не можете да ги лажете, особено заради тоа што она што сте го видели ќе треба да го испорачате. Кога ќе биде тоа и како ќе биде тоа, допрва ќе видиме бидејќи не знаеме сега што ќе биде. Ако Курти сега одигра, да кажеме, ги признае условно, ги повлече резултатите од изборите и така натаму или одигра на таа карта, тогаш целата топка ќе биде на Белград и тогаш Вучич ќе се соочи со силен притисок дека ќе мора да признае статус некаков на Косово и ќе мора да разговара за тоа каде понатаму со Косово и како понатаму. Безбедносните анализи велат дека ова што го прави Курти најмногу и одговара на Русија и дека можеби Русија не го поттикнува директно тоа што се случува на Балканот, на Косово, но во секој случај многу и одговара. Како едно резиме на крајот, пред да преминеме со анализа на предстојниот самит на Украина во НАТО во Вилнус, не очекувате поголема ескалација на состојбите, влошување драматично на безбедноста на Косово и на Балканот генерално, но и не очекувате брзо решение? Некој ваков искрено мислам дека ова ќе потрае уште малку, ќе слушаме за некакви тензии, ќе има за тензии. Не велам дека нема да може да дојде до локални ескалации, значи да кажеме во одредени населени места или во одредени општини да имате ескалации во кои што ги гледавме оние слики на малку подзаспаните италијански како се вика НАТО војници кои што исто значи западнаа во една таа состојба дека е се мир и стабилност и отидоа речиси неспремни во општините. Меѓутоа сега НАТО ќе испраќа дополнителен контингент. НАТО веќе испрати дополнителен контингент, таму испратија турски контингент и тоа значи со тоа стави јасна порака дека нема да отстапи од она што е зацртано од мисијата која што ја има. И токму заради тоа сметам дека нема да дојде до ескалација. Повторно ќе потсетам, во најлош временски период, некаде од 20 до 25 минути им треба на авионите од авионот да стигнат до Косово, а војниците кои што се таму доволно се силни да представуваат јасна порака за одвраќање за било каква ескалација страна на Србија кон Косово. Обратно исто така сметам дека Курти нема да може да ескалира, прво заради тоа што е инфериорен во однос на српските сили, а второ заради тоа што не е во таква позиција бидејќи е контролирано и тоа што ќе биде може и насилно да биде сменет. Професоре, на 11 јули ќе се одржи НАТО самит во Вилнус. Пораките до пред некое време беа дека ако Украина не влезе во НАТО, НАТО ќе влезе во Украина. За да вчера официјално каже и Столтенберг, па и американскиот претседател Бајден дека Украина на самитот во НАТО во Вилнус нема да добие официјална покана за членство, бидејќи треба да исполни серија на демократски и воено-политички услови, се ретерира на некој начин за да не се дополнително дразни Русија или како го оценувате тоа и што очекувате од предстојниот самит на НАТО во Вилнус? Значи прво овие пораки кои што ги спомнавте беа пораки кои што се да кажеме од оние пошироки или тие тркачи кои што пробувачи на некакви си идеи кои што ќе ги пуштаат за да го испитаат мнението и влијанието, односно да ги видат реакциите на НАТО државите, откако се гледа дека консензусот нема да помине или тивкиот консензус, затоа што НАТО има сериозна
нели велиме комплексна, ние најдобро го осетивме што значи консензусот во НАТО. Една членка да се спротистави, независно колку сите ве поддржуваат, значи нема да можете да го исполните тоа. И сега ако го погледнеме сето тоа, значи ќе видиме дека во суштина добар дел од европските играчи, како што се Шпанија, Португалија, Италија, па и некои други држави немаат баш таков став дека им се брза сега, дури и Франција има овде некоја потекнуваат дека Украина треба да биде членка на НАТО, заради тоа што на нив не им одговара ескалација поголема со Русија. Она што престојниот самит на НАТО во Вилнус треба да го направи е да го операционализира трансформирањето на НАТО силите, ако така може да кажем, бидејќи силите за готовност, сили за готовност кои што беа формирани пред неколку години, од 2014 година, се покажаа како слаб концепт или се покажа како концепт кој што е повеќе политички отколку оперативен. Меѓутоа, тоа се смени во 2022. Видовме дека за разлика од 2014, кој им требаше 16 месеци на НАТО силите да испорачаат 4 борбени групи во Балтикот и Полска, сега за 2 или 3 недели испорачаат 4 такви нови во Словачка, Романија, Бугарија, и на тој начин фактички НАТО покажува дека мора да сериозно поработи на операционализација на овие планови. Значи, најстокс е супер, дипломатијата е супер, меѓутоа на крајот на денот кој ќе се соочите со систем како што е Русија или Кина, вие во тој случај мора да се соочите со сила и мора да знаете како всушност суштината на НАТО, а тоа е да ја одбрани Европа од потенцијална агресија која што е во перцепцијата на европјаните. Следно, она што мислам дека ќе се разговара во НАТО или главниот фокус ќе биде на самитот е како да ја операционализираат доктрината на одвраќање, а тоа е да пратат јасна порака, дури и да создадат психолошка перцепција кај Путин дека било какво играње, поминување на границите може да биде кобно за Русија во смисла на одвраќањето. Тука сега се јавува еден сериозен проблем или кој се јави како еден неочекуван, до сега барем, до сега не сме го гледале во изминатите 30 години од Русија наратив, а тоа е и од Лавров и од Путин, кој што нели го демонстрира, кој што укажа на тоа дека прво и тие ќе вратат на било кој F-16 авион кој што ќе биде доделен во Украина, ќе биде третиран како цел, независно дали на територијата на Украина или било каде, а ќе биде третиран како таков, односно ќе има маневар кој што ќе оди кон територијата на Русија. И втора работа, она што е загрижувачко, она што Лавров го кажа, а тоа е на некој начин повторно она што се вели mutual assurance или меѓусебно осигурување дека ако вие не нападнете, ќе ве нападнеме и ние вас, е дека тие немаат капацитет да проценат дали тој авион носи нуклеарни боеви глави или конвенционални, и во тој случај ќе го задржат правото на тактички нуклеарен одговор за да се одбранат, бидејќи тоа ќе го сметаат за закана. Втората работа е исто така што тие почнуваат веќе сега да го користат и наративот на трката, а тоа е ранливоста на либералната демократија на изборите, во кој опозицијата во САД јасно става на знаење дека е против давањето на на стратешки артилериски ракетни системи за Украина, кои што имаат домет и капацитет да гаѓаат од дистанца, особено заради тоа што сметаат дека со тоа ќе ја ескалираат, наместо да ја деескалираат ситуацијата во Украина, и наместо мир ќе донесат уште поголем конфликт со кој што според таквите, дека тоа се тврдите републикански ставови, ќе се распломти тој да кажеме конфликт кој што може да ја вовлече да ја однесе и самата САД во бездна, односно во амбис. И сега сето тоа всушност Русија вешто го користи да го мобилизира така наречениот глобален југ, во кој што започна и друга една кампања, тоа е на дедоларизација, со кој сака да го анулираат или да ги загушат сите правци преку кои САД до сега и западната либерална демократија ги користеше како инструменти на моќ, а тоа е така наречената мека моќ, тоа се дипломатијата, информациите и економијата без употреба на сила, да креира така наречена коерсив дипломасија или дипломатија преку која ве принудуваат или ќе ви ги скратат сите опции за маневар во кои што ќе бидете принудени да седете да преговарате. Со тоа всушност тие се обидуваат, дали ќе успеат ќе видиме, се обидуваат да го ослободат светот од доминацијата на САД, пред се од контролата на доларот како монета или како валута за размена во трговијата, со што нели
сад беа или се обвинуваат за тоа дека имаат капацитет да направат инфлација кај секоја држава преку штампање на многу пари, а да го зачуваат својата позиција. Сето ова сега говори за фактот дека работите и односите се значително сменети, дека веќе сме навлезени во онаа трка или геостратешка компетиција која што не води во тоа дека сите предпоставки и анализи од оној либерално доминантен свет сега веќе нема да функционираат онака како што функционирале, и на тој начин укажува на тоа дека самиот НАТО фактички сега ќе треба да се адаптира на оваа нова средина во која што акцентот од дипломатијата или од Министерството за надворешни работи ќе биде ставен сега повеќе на Министерството за одбрана, ќе биде ставен во зголемување на капацитетите за производство, ревитализирање или реактивирање на наменската индустрија во голем број на земји и секако враќање на воениот принцип на планирање на одбранбената економија наместо оној да кажеме мирно времен или повеќе баран на профит и на корист, на брз профит и брза корист од сето тоа, кој што е одраз на западно демократскиот консумизам и нели идејата за живење во една благосостојба и добробит. Професоре, иако велите дека овој самит во Вилнус на НАТО ќе биде повеќе за внатрешна мотивација и консолидирање на сопствените редови на НАТО државите, јасен е и украинскиот претседател Зеленски кој вели дека поразот на Украина од Русија, а тоа е известно многу ако не бидат доделени тие ракетни системи, F-16 авиони, посилно оружје, ќе биде пораст на НАТО, не само на Украина, и дека тогаш Русија ќе може да се охрабри повеќе и да се отворат апетитите. Таква е пораката со која Зеленски сака да ги мотивира своите сојузници да бидат по-наклонети и по-широко гради кога пружаат помош на Украина. Каков заплет по самитот на Украина или каков расплет, какво сценарио може да се очекува во војната на теренот по 11 јули, летото и следната есен? Прво, мислам дека Зеленски е сосема во право кога го вели тоа, затоа што приказната и идејата или наративот кој што го слушавме е дајте да ја вооружиме Украина за да можеме да се одбраниме самите себе си, бидејќи тоа се всушност и принципите на НАТО, принципите на либерално-демократскиот свет, а тоа е дека тие треба да стојат на страната на демократијата и на слободниот свет. Тоа се тие, нели, да кажеме, апстрактни или вредносни рамки со кои НАТО настапи во поддршката на Украина во оваа војна. Меѓутоа, оно што се случи е дека прво лоши беа проценките за тоа колку Русија ќе може да биде издржлива, лоши беа проценките за тоа како економијата или овие мека моки ќе успеат да го искористат против Русија, Западот, и второ, трета работа, уште полошо беа колку ќе може да сето тоа всушност да или заспаа во начинот на проценките, а тоа е како ќе ја операционализираат таа поддршка, бидејќи видовме дека бариерите од типот на административни, бирократски, па дури и внатрешната кохезија, успехот да ја задржат внатрешната кохезија околу тоа кога и колку треба да се испорача оружје на Украина, се покажаа како кобни, заради тоа што се јавија два проблема. Прво, количината, тоа е масовноста со која потценија Русија, со која што ги има, и второ, времето во кое што и го доставуваат. Земете, факт е дека сега Украина има навистина модерни системи и модерно оружје. Меѓутоа, факт е дека Европа нема капацитет да го поддржува тоа со таков интензитет со кој што Русија може да војува. Она што Русија успеа да го наметне на теренот, и сега тоа го гледаме, е да точно е дека застарен тип на оружје, меѓутоа огромна количина на такво оружје. Точно е дека имаат проблеми во еден куп, во ланецот на раководење и командување, во комуникациите, во логистиката и така натаму. Меѓутоа покажаа дека масовноста и за разлика од либерално-демократската чувствителност за човечкиот живот, нивниот концепт кон водењето на војна и нивниот начин на пристапување за градење на руската гордост и така натаму е почива на сосема поинакви параметри. Тие параметри и таа разлика ја гледаме во разликата на теренот. Она што, да заклучам, сега го гледаме е дека контраофанзивата има сериозни проблеми. Зошто? Заради тоа што таа почиваше прво на малку полоша или лошо организирана подготовка која што подразбира дека вие ќе водите војна во која ќе имате воздухопловна супериорност.
Тоа не се случи со Украина и сега целата обука им е подготвена на копнените сили на тој начин, меѓутоа ја немаат прво таа супериорна. Второ, она што се случи со Бахмут, а тоа е дека цело време се инсистираше дека Бахмут нема значење, се покажа како копни, сега не сакаат тоа да го дискутираат. Зашто? Затоа што Бахмут сега обезбеди на Русија да го анулира она што претходно и беше проблем, а тоа е да има непрекинет ланец на снабдување, бидејќи целиот концепт на војување е базиран на масовен артилериски оган. Тие, внимавајте, испукуваат некаде од 40 до 60 илјади боеви зрна артилериски на ден. Во април или во март ми се чини британскиот министер за одбрана некако несмасно изјави дека Британија може да издржи само 1 месец да војува со ова темпо во Русија, значи со нивото со кое што војува Русија. Сега, факт е дека во Украина дадоа значително напредна технологија, факт е дека таму има системи кои што се прецизни, меѓутоа факт е и дека ако вие адаптирате одбрана, како што тоа Србија го направи за време на косовската кампања, да адаптирате одбрана која што може да ја анулира оваа предност на теренот, односно во техниката, вие ќе се соочите или ќе предизвикате контраефект кај напаѓачот, а тоа е Украина, особено во поглед на тоа што ако немате капацитет доволно да го снабдите со голем број на такви орудија или системи, бидејќи прецизноста на овие системи е една работа, меѓутоа капацитетот да предизвикаат штета на целта е друга работа ако целта е добро уредена. Она што го гледаме, што русите успеа да го направат со, да кажеме, задржувањето или всмукувањето на голема енергија во Бахмут, е да направат уредување на одбранбени позиции во повеќе линии и да создадат фронт од над 850 километри, за кои што сега, за да го нападнете и да направите контраофанзива, вам ќе ви требаат некаде сериозни сили, или да не кажам ајде во бројка, ако нешто тоа значи, над 350 баталиони, баталионски борбени групи, кои што Украина ги нема. Во такви услови како Украина ќе сака, односно ќе инсистира на тоа дека нема преговори мировни без враќање на териториите со се Крим заедно, значи Украина природно е пред 2014. Природно е Украина да го бара тоа, затоа што тоа е нивна територија, него што тоа е гордост. Според ова што го зборувате е невозможно. За сега тоа е невозможно, мора да кажам, во ваквите констелации на односи е невозможно. Кога ја очекувате следната фаза на војната во Украина? Кога таа војна би влегла во некоја нова фаза? Дали ќе трае вака како што трае и сега? Или пак можниот епилог, дали би можеле да го очекуваме идната година по изборите во САД? Ако работите останат овака како што се, и најверојатно ќе останат, до септември-октомври ќе загледаме интензивно намалување на интензитетот и борбениот ритм од страна на украинците. Русија нема да прави чекори напред за сега за освојување на нова територија, меѓутоа она што ќе следува е дека се поизвестно ќе стане и поприфатливо ќе стане или ќе почне сега да се подгрева реториката дека можеби ќе треба да има некакви преговори и дека тие преговори ќе бидат никако друго за позицијата за која што сега се, нели, каде се сега силите. Колку во таа смисла значи победата на Ердоган, новиот претседателски мандат, африканските лидери кои ете троп на намаса и дали имаат моќ да ги седнат тие Зеленски и Путин? Прво мислам дека Путин го посакува тоа. Значи тој посакува се што е каде што нема да ги види САД како оркестрирач на тоа, затоа што тој сака да прати порака сега на глобалниот југ. Тоа е дека веќе доминацијата на Америка или хегемонијата на Америка, кој што тој ја интерпретира, времето на тоа е завршено. Факт е дека САД се соочува со сериозен проблем, кој што има проблем и тоа е на три страни. Првиот е овде во Европа, затоа што има неединство во Европа. Ја имате, земете сега пример, не може да се договори Европа, порано тоа идеше гладко, кој ќе биде идниот генерален секретар, сега не може да се договори. Французите јасно ставија на гледање дека ќе го блокираат секој британски предлог и обратно за да ги казнат. Од мандатот на Столтенберг. Најверојатно може и тоа да го видиме, затоа што ќе се заплашат од фијаско да не се случи да немаат консензус. Тоа е првата работа. Втората работа со која САД се очува е сериозен проблем со Тајван и Кина, затоа што сега во Тајван се случува еден пред Тајван и Кина. Професоре, дали Москва очекува епилогот на следните претседателски избори што треба да се случат 2024 во ноември? Да, очекува да дојде до смена, се надеваат на таа смена. За да се позиционира и да прави нова стратегија. Така, се надеваат на таа смена, се надеваат дека републиканците ќе победат и се надеваат дека целосната поддршка која што сега оди за Украина ќе спласне или ќе го смени курсот. Тие ќе продолжат со наративот дека
војната е агресивна, дека таа е илегална, меѓутоа ќе дојдат во ситуација дека ќе мора да бираат во помалку зла, да го бираат помалото зло од двете зла и тоа ќе биде најверојатно наративот. Она што треба да го нагласиме е дека не е загарантирана победата на републиканците во САД, бидејќи работите може да се сменат за 2 до 3 месеци, може да се сменат, а изборите во САД председателки имаме доста да видиме до тој. Меѓутоа работите се движат во таа насока дека ако победат републиканците, поддршката за Украина ќе прекине и таа поддршка тоа значи ќе значи одење на преговарачка маса, но не под услови на кои што им одговара на САД и на Украина, туку на Русија. Да, и за крај кинеско-тајванското прашање односно односите Вашингтон-Пекинг, еве го видовме Блинкен во Пекинг на разговори со Си во обид да се спуштат тензиите на тоа големо ривалство на двете големи светски сили. Иако паметиме, нели, Си кога го испрати во декември Путин рече го испраќам човекот што е предвесник на едно ново време или како рече. Так. Мислејќи на она дека е завршена таа американска хегемонија и тука се унисони, односно еднакво мислат со Москва. Така. Значи, оно што јас го мислам дека како се вика е следно. Прво видовме дека една порака, символизам кој што кинезите тоа мастрално го изведува, особено за да ги нахранат или да ги доуверат останатите лидери, а тоа е дека односот кон Блинкен, значи односот дипломатските некои гафчиња кои што ги направија, се со цел да пратат порака дека пристапуваат како некој кој што е над нив, туку дури и да го спуштат, да бидат под нив. Тоа е многу значи за особено за меѓутоа го пречекава Народниот дом каде што ги пречекуваат и врвните држави. Значи никој тоа не го спори, меѓутоа не на начин на кој што или не испратија, на пример немаше црвени килими, немаше паради и така натаму, кој што на пример имаше за Путин. Сето тоа е таа символика која што сакам да ја кажам, далеку од тоа дека тоа не е во склад со протоколите, да не се разбереме погрешно. Меѓутоа има одредена символика која што сега троловите ја лиферуваат посебно и ги атакуваат. Внимавајте, они не атакуваат западноевропската популација, туку ги атакуваат глобалниот југ каде што ја бараат поддршката. Она што мислам дека кај САД е главниот мотив заради времето за да скратиме, нели, да ги објасниме овие работи е пред се анкетите кои што почнаа да излегуваат во Тајван, а тоа е дека опозицијата која што има шанси да добие во Тајван е наклонета кон припојување кон Кина. И сега се враќаме назад на едно пред 9-10 месеци каде што имаше некои разговори или имаше некои најави, а тоа е од страна на Кина, дека тие не планираат да направат инвазија врз Тајван, туку дека тоа ќе се случи стихино и по мирен пат. А односно ќе ги искористат, да кажеме, демократските условно методи на самоопределување на населението за припојување или унија со Кина. И тоа тогаш веќе тоа ќе биде уште еден силен удар за САД, особено за дипломатијата да не успее да го спречи окрупнувањето на овие, како се вика, нови авторитарни режими кои што му пркосат на либерално-демократскиот свет или едноставно се сериозни предизвикувачи на повеќе планови, не само на вредносниот систем, туку и на целокупниот начин на живот, па дури и во проекцијата на моќ. Меѓутоа, војна на релација Пекинг-Вашингтон за сега е многу мал. Многу мали се ризиците од такво нешто се мали и поради меѓусебните трговски односи, нели знаеме дека постојат капацитети, големо должничко-доверителски односи. Така е. Постојат капацитети, постои, да кажеме, основа за тоа, меѓутоа намери треба да видиме дали има. За сега намерите се на многу ниско ниво или се неисплатливи за нити за другата страна. Во историјата сме видели примери дека една империја кога е во распаѓање, односно кога ја губи глобалната доминација, се случуваат обиди за прераспределба на светското богатство и тогаш се случуваат големите војни. Така е. Наречени светски војни. Така. Во која фаза е сега човештвото, оваа цивилизација денес, со оглед на тоа што Америка е се уште лидер на тој демократски свет, меѓутоа и самите велите дека либерализмот, ја видовме целата гнилост целата негова гнилост. Во кој правец оди светот во наредната деценија-две? Горан, да бидеме малку појасни и прецизни. САД не ја гледам, значи САД има предизвици, меѓутоа не ја гледам како се уште како империја која опаѓа. Ќе кажам зашто, затоа што се уште не сме виделе кои адути ќе ги излечи. Внимавајте, после изборите во САД ќе се сменат многу работи. Во тој случај затоа што ќе имаат 3 до 4 години да поставуваат или да работат на план кој што и да носат
сериозни одлуки, сериозни потези кои што не сме свесни уште што би значеле. Имаат многу адути во доменот на економијата, да не се залажуваме. Смената на банкнотата само може да значи многу и може да целата оваа платформа на дедоларизација и така натаму да ја измести и да однесе во бездна и на тој начин да го загуши тоа како опција и тоа може да биде многу опасен потек ако е точен како што се најавува. Само најавам дека сад може да ја сменат банкнотата, валутата на изгледот на доларот и во тој случај да кажат сите оние долари кои што се надвор од сад овие веќе нема да почнат да важат. А така има многу во Кина. Така ги и во Кина и во Русија. Значи внимавајте и во светот оној свет во кој што БРИКС, да кажеме, се уште функционира. Тоа е првата работа. Втората работа е внимавајте дека станува збор се уште за најголема воена моќна империја која што може да војува на било која точка на земјината сфера и тоа да води на два големи региона истовремено конфликт, благодарение подпирајќи се и на сојузниците кои што ги има особено со јакнењето на Полска и јакнењето на англосаксонската линија или она да кажеме правец во рамките на НАТО. И затоа сакав да кажам да не сега да не испратиме порака дека е готово сега тука е крај, кракот на далеку сме од таа приказна. Светот според мене мислам дека може да влезе само во сериозен конфликт во да кажеме наредната година, доколку пораките кои што ги испратија Лавров и Путин бидат потценети и доколку НАТО и доколку западноевропските држави продолжат каскадно да го прават, не наеднаш. Например, замислете си да ја повлечеа линијата, НАТО да влезеше во Лавов уште пред ова, да кажеме во 2022 година кога се случуваше целата инвазија, кога руските сили се повлекуваа, малце поинаку ќе беше целата слика. Сето ова давање на помош на рати, всушност како што го реков во однос на времето ја славе Украина, ја јакне Русија, бидејќи дадоа можност Русија да се прегрупира и да всушност зајакне, односно да научи кои се грешките во пракса. И внимавајте сега, Русија во 22 година и Русија сега не е иста. Збориме во однос на силата и војската. Сега таа е борбено тестирана, многу добро ги воочи слабостите, успеа да ги адаптира и внимавајте, она што го гледаме на терен е дека противвоздушната одбрана на Русија и противракетна одбрана, што е параметар кој што се потценува на Запад. Зошто? Затоа што сите овие паметни системи кои што ги има Западот, сега гледаме дека немаат токав ефект како што се очекуваше дека ќе имаат, особено, нели, бидејќи едно е кога ќе ги зборите во услови на тестирање или во услови на воени вежби и маневри, друго е кога ќе ги зборите во борбено тестирање, значи во права ситуација. Професор Хаџијанов, ви благодарам многу за деталната анализа во утринската натална. Ви благодарам и на вас.